Почитувани слушатели, како што најавив на почетокот на нашата радиопрограма, денес разговор ќе водиме со Игор Аврамовски Александров по повод некои изјави во Република Македонија за значењето на македонската диаспора или што направила македонската диаспора или иселениците на Македонија за Македонија. Имено бевме уште еднаш жестоко нападнати во некои емисии и од некои нивни соработници дека ние, односно македонската иселеничка колонија, воопшто не направила ништо и во споредба со албанската диаспора, со хрватската диаспора, па не споредуваат со ирската диаспора, дека ние сме биле немоćни и сме биле силни колку да купиме едно симиче. Игор, моето прво прашање за тебе е дали се сложуваш со ваквите ставови дека македонската иселеничка колонија или македонците во Австралија, ние конкретно ќе зборуваме за Австралија, дали сме толку вредни само колку за да се купи едно ѓеврече или едно симиче? Видица, јас, како верувам и ти, сум меѓу првите што ќе кажам дека македонците не само во Австралија, туку низ целиот свет, а почнувајќи пред се од Македонија, требало до сега, треба и сега да прават многу повеќе за македонската ослободителна кауза од што прават. Факт е дека историски и во Македонија и надвор сме имале многу сеирџи, сме имале кукавици кои што го барале полесниот пат, а патот на македонската слобода никогаш не бил лесен. Но овие луѓе кои што од време на време така ги враќаат во актуелност тие пропаганди за подценување и оцрнување на диаспората, пред да зборуваме за квалитетот на нивните коментари, треба да видиме пред се од каде поаѓаат. Најчесто таквите коментари поаѓаат од луѓе кои што кога сме се труделе да направиме нешто за Македонија, за македонската кауза, затоа што чувствувале дека нивните лични интереси ќе бидат загрозени со некое пореметување на криминалниот, коруптивниот режим таму, покажувале со прст по нас како некој што им се меша во нивните работи, демек што има вие таму, нас да ни кажувате како треба да правиме. И сега истите луѓе кои ќе им одговара, ќе се бунат дека не сме направиле доволно за нив или дека не правиме доволно за нив или дека треба да им даваме средства, донации, да лобираме за не знам што. Прво треба да бидат јасни тие што коментираат зашто сакаат да донираме, зашто сакаат да лобираме, за кои политики сакаат да лобираме. Значи, едно треба да се има во предвид дека овие коментари не доаѓаат, например, од македонци во Егејскиот дел на Македонија, од македонци во Пиринскиот дел на Македонија или во Мала Преспа, кои што се борат за своите права таму. Доаѓаат најмногу од луѓе од Република Македонија, луѓе кои што се или крупни или ситни профитери од тој коруптивен систем таму, кој што според мене е антимакедонски систем. И луѓето кои што припаѓаат на таквите, да речем, на таквата не само што се дел од тој режим, туку што на некој начин се клиенти на тој режим, кои што користат од тој режим, се всушност наследници на оние што го правеа тоа истото за време на Југославија, а веројатно имало такви и пред Втората светска војна, после поделбата на Македонија, кои што во служба на бугарските или српските или грчките власти плукале по патриотската македонска диаспора, затоа што нивното добро, нивниот леп го загрозувале. Или пак, едноставно, во моменти кога ќе се почувствувале немоćни или кога ќе се гледале во каква понижена, подредена состојба се наоѓаат, им треба некој друг да обвинат, наместо да се погледнат самите себе си и да прашаат што тие пред се направиле за македонската ослободителна кауза. Јас само ќе кажам дека до Втората светска војна, до основањето на Република Македонија како една од федеративните републики на Југославија, главната диаспора патриотска надвор од Македонија било од Делинденскиот период, од делинденците.
тие луѓе нормално дека биле до некаде под влијание на бугарската пропаганда, затоа што бугарите тогаш имале многу поперфидна политика кон македонците, нели се правеле пријатели на ВМРО, дури и за времето на Илинденското востание многу македонци сметале дека Бугарија ни е пријател, па некои ја прифатиле и како сродна нација, да речеме, или дури некои поверували во пропагандите дека станува збор за истата нација. Тие македонци до Втората светска војна биле единствени во диаспората кои што се залагале за обединување и ослободување на Македонија. Немало друга активна македонска диаспора освен тие. По основањето на Југославија, новиот режим во Република Македонија, особено по расколот, да речеме, меѓу Тито и Сталин, кога веќе Тито почнал нели да си бара повеќе поддршка од Западот за заштита од Сталин, не сакал да загрозува односи со Грција посебно. Тие македонски југословени гледале кон македонската патриотска диаспора како кон непријател. Затоа што таа диаспора не можела да се чувствува југословенска. Добар дел од тие луѓе воопшто не дошле од Република, од Вардарскиот дел на Македонија, што други делови на Македонија, кои што никогаш не биле дел од Југославија. Немало причина воопшто тие луѓе да бидат верни на Југославија или да се чувствуваат како југословени. Тие кои што македонската кауза или македонската нација гледале пошироко од границите на Југославија, биле третирани како непријатели. Со текот на времето тие луѓе се втурнати во рацете на бугарите. И денес ние за нив зборуваме како за нивните наследници, да речем, зборуваме како за бугарашите од МПО. Да, поголем дел од нив веќе да се чувствуваат како бугари, затоа што нели Иван Михајлов во еден период од својот живот зборувал дека е македонец, па после се предомислил станал бугарин. И тоа е дел всушност од таа пропаганда на таа диаспора на МПО, која што денеска знаеме како МПО. Надвор, ете да го ставиме МПО на страна. Дури еве овдека во Австралија. Првите македонски организации во Австралија, вклучувајќи ги македонските православни црковни општини, се основани претежно од македонци од егејскиот дел на Македонија. Дел од нив биле бегалци од граѓанската војна или така наречената граѓанска војна во Грција. Дел од нив уште од пред тоа се дојдени овде. Да. Тие основачи на македонските заедници, организирани македонски заедници во Австралија, со текот на времето почнале да бидат третирани како непријатели од страна на македонци од Вардарскиот дел на Македонија, верни на Југославија. И тој непријателски однос кон нив, затоа што не биле верни југословени, се спроведувал и преку Македонската православна црква. Затоа знаеме дека се случува во еден период одредени владици на МПЦ, соработници на југословенските служби, соработници на југословенскиот режим, да прават паралелни цркви. За инат на егејската црква ќе правиме Вардарска црква. Значи ние имаме 74-та година, да. Значи ние имаме луѓе, ето, да речеме од Втората светска војна нааму, од основањето на Република Македонија во рамките на Југославија нааму, ние имаме луѓе на системот, луѓе на режимот во Република Македонија, кои што постојано се однесуваат непријателски кон македонската диаспора. И не само што се однесуваат непријателски кон македонската диаспора, туку се однесуваат негаторски или непријателски кон македонците во егејскиот дел на Македонија, Пиринскиот дел на Македонија, Мала Преспа. Понекогаш ќе покажат некакви симпатии ако е политички опортуно, но генерално не ги третираат тие луѓе како да се дел од едната иста нација. А ние како македонска етничка заедница во Австралија сме една, не сме ние етничка заедница на Република Македонија или на Северна Македонија или на Југославија. Апсолутно. Ние сме македонска етничка заедница која што во голем дел е сочината од македонци кои што доаѓаат од делови на Македонија кои што никогаш не биле дел од Југославија или пак се иселиле, да речеме, од Македонија пред воопшто да се создаде Југословенската федерација или СФРЈ. Така дали спомна за помошта, ја сакаме ве тука. Значи нашата концепција за тоа што е македонска национална кауза, што е македонска нација, што е македонска диаспора е многу поинаква од концепцијата на овие ново создадени северно македонци. Дел од нив кажува дека не ја прифаќаат Северна Македонија, не го прифаќаат името, но сепак се конформисти на тој систем. Значи гласноговорници се на една партија на чело со
Христијан Мицковски и неговото раководство, кој што нас не учи дека Преспанскиот договор е свршен чин. Дека треба да го прифатиме. Иако е нелегален, иако е насилно наметнат, се коси со суверенитетот на Република Македонија, едноставно го суспендира суверенитетот на македонскиот народ, ние треба тоа да го прифатиме како свршен чин. Па веројатно со такви луѓе како свршен чин ќе сме ја прифатиле и окупацијата на Кралска Југославија, така треба веројатно како свршен чин да се прифати и окупацијата и репресијата врз македонците во Пиринскиот и Егејскиот дел на Македонија. Значи, ние не можеме да си дозволиме воопшто такви луѓе за нас да судат дали ние сме направиле нешто за Македонија или не. Ние што и да сме направиле, колку и малку да сме направиле нешто за македонската национална кауза. Додека тие луѓе кои што покажуваат со прст со нас од таму се противници на таа кауза, тие се слуги всушност на нашите угнетувачи, слуги на репресијата против македонскиот народ. Значи, да се подсетиме само дека денес се фалат дека Само можам тука малку да те прекинам. Момент само за ВМРО ДПМН, само да кажам за тоа што во последно Ќе продолжиме со ВМРО ДПМН малку покасно. Само сакав да не избегаме од темата, бидејќи спомна Втора светска војна и пред тоа. После Втората светска војна, ако се сеќаваш, во Австралија постоеше Македонско-австралиски народен сојуз кој собраа пари и се изгради болницата, државната болница во Скопје. Исто така изграден е Институтот за македонски јазик Крсте Петков Мисирков од македонците, како што рече и ти, претежно од егејскиот дел на Македонија беа тие македонци, но за тоа воопшто не се зборува. Не се зборува и за оние пропаганди што ги спомна ти. Се сеќаваш ти за Ристо Алтин до пред неговата смрт се зборуваше дека е шпион. За Мајкл Радин исто така се зборуваше дека е грчки шпион, дека е грк или пак после дека е југословен. А човекот воопшто ниту е роден ни во Грција, ниту во Југославија, родени се овде. Патетично е тоа што исто ја споредуваат македонската диаспора и колку ние сме дале во споредба со хрватската диаспора. Сакам тука да направиме една споредба. Хрватите, Фрањо Туџман, се сеќаваш, дојде во Австралија, побара помош. Хрватите водеја војна, не ја предаваја Хрватска. Ирците со Ирската републиканска армија водеа војна против Британија, против една голема милионска држава. Што прават овие северџани во Македонија? Ицо, ако може малце да ги поделиме прашањата за Ајде, дели ги, да се задржи некако фокусот. Значи, да. Ако зборуваме за тоа што придонела македонската заедница не во Австралија, генерално во светот, за развитокот на Република Македонија како суверена држава, како нација, како свест за заедничка национална припадност, треба да одиме веројатно многу подалеку, но јас би се придржал на оној период за кој што можам директно да зборам, за моето време. За претходните активисти, како Ристо Алтин, како некои постари генерации, можам само да спомнам врз основа на она што сум го учел. Иако го познав Ристо Алтин многу добро, го сметам за доајен на македонската национална кауза, покрај сите критики и клевети, мислам дека оние кои што го клеветат не се достојни ни чевлите да му ги чистат. Но има македонци во Република Македонија кои што придонесувале за развитокот на македонската национална свест и во Македонската православна црква, и меѓу историчари, и меѓу да речеме луѓе кои што преку други институции на државата работеле за афирмација на македонскиот идентитет, кои што навистина и таму работеле на таа тема, но тие го ценат трудот на луѓе како Ристо Алтин, го ценат трудот на други активисти, на овие за кои што ние зборуваме. Тие не се меѓу оние кои што денеска плукаат без врска. Денеска кои луѓе плукаат без врска? Ќе ти кажам кои. Овие луѓе кои што денеска аз ги слушам да зборуваат за македонската диаспора дека не направила доволно или требало повеќе да направи, тие луѓе се повеќето 10, 20 или повеќе години постари од мене. Јас кога на 17 години почнав со македонска активност преку оформување на македонска младинска организација во поддршка на борбата на Република Македонија за самостојна суверена држава 91-92 година, нели кога се распаѓаше Југославија. Така.
Тие луѓе ги немаше никаде како патриотски активисти. Јас знам дека во тоа време ние единствено што можевме да соработуваме во Македонија беше со ВМРО ДПМН и со Тодор Петров. Но тоа ВМРО ДПМН беше многу поинакво од ова денес. Пред се во тоа ВМРО ДПМН имаше и активисти од диаспората. Денеска самата партија се фали дека идеен основач на ВМРО ДПМН е Драган Богдановски. Па од каде е Драган Богдановски? Драган Богдановски кога работел од диаспората, кога отишол таму бил во затвор, бил малтретиран. И не можеме кажеме од југословените, од србите, па тие биле македонци, квислинци, соработници на белградските колонијалисти, како што се овие денеска на Калето. Каде е тогаш сака да се фалат дека ВМРО ДПМН е најголема, најјака, најнационална партија, целата нејзина платформа, оној патриотизам кој што веќе е лажен, кој што само за реклама го користат, е правен врз основа на дејности на Драган Богдановски, заради кој што човекот лежал во затвор. И не е само тој. Имало и други прогонувани македонци од диаспората кои што биле негови соработници и прогонувани и убивани. И обиени. И обиени, така. А друга страна, еве на пример, во самата партија ВМРО ДПМН еден од долгорочните активисти кој што е наш заеднички пријател Иван Соколов се исели таму во 93-та година, се откажа од дешниот така наречен лагоден живот за да работи за партијата таму. Ќе те оставам да го викнеш Иван на интервју да покаже да ти каже тој самиот колку благодарност се однесуваат кон него за тие напори. Но во 92 година кога ги започнавме овдека нашите активности, партијата ВМРО ДПМН бараше пари од диаспората за најобичните трошоци за одржување на штабот. За промовирање на партиските ставови надвор од Македонија очекуваше работа и пари од задграничните комитети на ВМРО ДПМН. Јас сум во задграничниот комитет на ВМРО ДПМН од 17 годишна возраст. И останав додека не видов дека измамници ја презедаа партијата. Медиумска да речеме застапеност на идејата за слободна и самостојна Македонија против оние притисоци кои што ги правеше на почетокот Грција, кои што ги правеа балистите во Македонија, а на кои што беше склона да ги прифати СДС за да се одржи на власт. Против тие пропаганди единствено действувавме ние како активисти во диаспората со наши инвестиции и со наши пари. Ние требаше да плаќаме новинари од Македонија да даваат извештаи овде затоа што се друго што беше во медиумскиот простор овде за Македонија беше од режимските медиуми кои што промовираа капитулацијски однос. Прво промовираа теза дека античките македонци биле грци, например, дека ние сме дошлаци. Оние пропаганди кои што им одговараат и на грчките националисти, и на бугарските, и на албанските, за да кажат дека тие се домороден народ, тука ние сме некакви дошлаци. Тие пропаганди ги промовираше режимот во тоа време. Кога во 93-та година за прв пат како активист на ВМРО ДПМН отидов во Македонија, 3 месеци седев таму, се обидов колку можам така да придонесам во партиските активности. Можеше да се избројат на прсти јавни личности, особено со некакво високо образование или кои што имаат некаква кариера во тој систем, кои што беа подготвени да ги застапуваат нашите ставови околу посебниот домороден македонски идентитет, околу неприфаќање на барањата на Грција, неприфаќање на барањата на балистите. Овие луѓе кои што денес критикуваат, можам да те уверам, ги немаше никаде тогаш. Веројатно затоа што биле колаборатори на тој антимакедонски систем, на СДС и Киро Глигоров, во кој што влегоа и ПДП, НДП, балистичките партии од тогаш. Во тој период, ВМРО ДПМН додека беше сепак во вистинска соработка со македонската диаспора, не прифаќаше такви политики. Не го прифаќаше неприемот во Обединетите нации под привремено име, затоа што нашиот став беше дека суверена држава има суверено право да си го избере своето име. Нешто што е најнормално во светот. Не се случило друг да дозволи надворешни интереси, друга суверена нација да дозволи надворешни непријатели да го кројат името. Се држеше ВМРО ДПМН исто така, нели кога се усвои времената спогодба со Грција, ВМРО ДПМН ја прогласи за невалидна, нелегална.
Тука беше нели промената на знамето, Да, преку сакам. фалсификувани избори, така. Тука беше и прифаќањето во рамковниот договор дека нема ние да го чепкаме грчкото наследство во Македонија, што фактички се откажавме од фактот дека ние сме домороден народ на таа земја. Уште тогаш ние прифативме дека идното име на Република Македонија, што значи националниот идентитет на тој народ и на таа држава, ќе се крои во договор со Грција. Пази, во договор со странска антимакедонска држава ние треба да решаваме што сме. Уште со таа спогодба се прифати таква политика и затоа Преспанскиот договор не треба никого да го чуди. Тоа е логичен заклучок на таа времена спогодба. Иако долго време се одолговлекуваше затоа што политичарите беа кукавици, нема доволно храброст да го спроведат тоа толку отворено, но на крај, ете се најде будала како Заев, го спроведе. Значи, во тоа време кога диаспората беше третирана како вистински партнер или соработник на ВМРО-ДПМН, ВМРО-ДПМН имаше чисти македонски политики. Исто така во тоа време ВМРО-ДПМН имаше став дека никогаш нема да коалицира со сепаратистички албански партии. Особено кога се знае дека биле инволвирани во организирање на терористички активности. Да. До 2008 година. Уште во времето на ПДП и НДП имаше некои од нивните членови беа осудени за организирање на тероризам, па Глигоров ги амнестираше. И после пак станаа политичари и големи фактори. Значи, во тој период, кога имаше ВМРО-ДПМН чиста македонска самостојна суверена политика, тоа беше кога се однесуваше со почит кон диаспората и кога диаспората имаше удел во креирањето на таквите политики. Значи, се што е направено позитивно во однос на афирмација и заштита на македонскиот домороден идентитет, во однос на одбрана на македонските човекови права и слободи. Па и во однос пред се на афирмација на македонците во Егејскиот, Пиринскиот дел на Македонија, Мала Преспа, во однос на да речем издигнување на свеста и во Македонија и меѓународно за репресијата што се прави врз тие народи, сите тие позитивни работи се случени благодарение на влогот на македонската диаспора. Сега, после од времената спогодба наому, особено откако Љупчо Ѓоргиевски и ВМРО-ДПМН фактички ги прифатија политиките на СТС, прво... Која година зборуваме? Па некаде 95-96 почна тој процес. Кечевскиот конгрес на ВМРО-ДПМН кој се случи, Љупчо отворено излезе со став дека во Македонија не може да се дојде на власт со национална, со патриотска програма. Нешто како Заев кога најави дека на СДС не му доликува патриотска политика. Тоа го каже Љупчо Ѓоргиевски на конгрес. Тогаш ја преиначи партијата од национална партија во демохристијанска партија. Тогаш го тргнаа македонското сонце. Сонцето од Вргина, така наречено, го тргнаа од партискиот грб. Го тргнаа од партиското знаме. Па тоа не беше во договорот, тоа не беше во времената спогодба. Со ниеден договор тие не беа принудени тоа да го направат. Тоа го направија доброволно. Зошто го направија доброволно? За да дојдат на власт. И самите се фалеа дека власта во Македонија, кој ќе дојде на власт, е нешто што се прави во договор со американците. Во американска амбасада се решава кој ќе дојде на власт. Тоа низ кулуарите самите го кажуваа. Значи, тогаш ВМРО-ДПМН кога направи велепредавство, тогаш се случи најголемо разочарување на македонската патриотска диаспора и во голема мера повлекување од активизам. Јас бев еден од разочараните, но не прифатив да се откажувам, едноставно се повлеков од ВМРО-ДПМН некаде 96-та, кога видов дека внатре во партијата нема доволно сили за отпор кон таа политика. Имаше некои луѓе што се потрудија преку Унија на млади сили, Борис Мековски, Иван Соколов, но беа елиминирани. Да, Љупчо ги собра околу нив структури на тајните служби, доста Димовска, дури и Љубомир Фрчковски му го донеса во потесниот круг, затоа Фрчковски после и на Борис Трајковски му стана советник. Значи, едноставно, ВМРО-ДПМН се претвори во другата страна на СДС, две страни на истата паричка.
и заедничка. Значи, Еве од тогаш до сега ние имаме главните партии во Македонија, двете така наречени македонски партии, плюс албанските партии се сите антимакедонски партии. И не може некој кој што е припадник на нивниот систем, застапник на нивниот систем, да се надева дека за нас ќе добие помош од нас ќе добие помош за нешто. Има некои македонци наивни во диаспората кои што после 10 години 20 се вклучиле кон каузата, па лесно е да ги залаже некој кој па и што тоа се тука беше, Игор, и тоа беше спомнато тука дека еве нашиот капацитет бил толку да се направи една бина да се постави, да се купи некое ѓеврече и да се постават микрофоните. Ништо вака, значи само за јас и ти момент. кога бевме во 2006 година во Македонија и снимавме документарец во Егеј Пирин Мала Преспа со пратеникот од Австралија, од федерален, федерален од брат. горни, државен на Нов државен, да. Од горниот дом на парламентот. Кога снимавме нели емисија за страдањата и прекршувањето на човековите права на македонците во Егејскиот Пиринскиот дел на Македонија и во Мала Преспа. Државата даде некаква финансиска помош за тоа? Па тие не ни дадоа простор медиумски, а не помош. Зошто требаше ние од Австралија да одиме да снимаме таква емисија со наш капитал, со наши луѓе, да одиме тоа да го правиме таму, кога Република Македонија имаше своја државна телевизија и своји државни медиуми? Па зарем не е тоа нешто што тие требаше да го направат, ако тие навистина се луѓе кои што се грижат за македонските национални интереси? Еве ги гледаме сега за прв пат сега пред некој месец од ВМРО ДПМН отиде делегација во Пиринска Македонија, нели, за отворањето на македонскиот клуб таму. Зошто? Да си прават реклама, затоа што сега во Македонија има голем нагон на антибугарски сентименти и да го искористат тоа. Ама што не отидат во Егејскиот дел на Македонија? Зошто не отидат на пример во на служба или на отворањето на црквата Света Злата Мегленска? Да, што не го направат тоа? Зошто? Затоа што сигурно нема тоа Калето да им го дозволи. Бидејќи Калето со нашиот синод, за жал, си направи договор со грчката црква, дека македонската црква е нова црква, црква на Северна Македонија, од вчера почната, и дека онаа МПЦ која што постоела пред тоа е нелегитимна, и сега Никодим Цартњас и нашите ќе го третираат таму како нелегитимен свештен или како расколник, затоа што грчката црква не го признава. Каде е ВМРО ДПМН или овие наводни патриоти кои што плукаат по диаспората, да кажат нешто за тоа? Што стана ако ние имаме Македонска православна црква која што наводно е наследничка на Охридската архиепископија, па зошто тогаш таа нема право, например, на своји цркви и на своји служби во Егејскиот дел на Македонија, во Пиринскиот дел на Македонија, во Мала Преспа? Зошто? Границите на Охридската архиепископија биле овие истите што се на Северна Македонија, да таа дивотворба од држава. Значи, тие луѓе што зборуваат за диаспората дека не направила доволно, не ги не интересира што навистина направила диаспората. Ништо што е направено до сега за нив не значи, затоа што им одговара да го игнорираат, да си бараат некои изолирани случаи на нерелевантни луѓе, за да ја подценуваат, да ја сменуваат диаспората. За време на терористичката криза 2001 таму некаде, 2001 година. Единствен протест во светот голем што се направи против политиките на НАТО и на Америка, кои што всушност ги поддржуваа албанските терористи, односно ја притиска македонската влада да направи договор со нив, да им ги задоволи сепаратистичките антимакедонски барања. Единствен голем протест што се направи беше овдека во Сиднеј. Да. Пред конзулатот на американската амбасада. Тој што сака да знае може си го најде на интернет, ама тие наместо да го најдат, јас бев сведок. Наместо да го најдат и да го шират тоа, тие го бришат тоа. Сака да ги избришат сите. Јас бев присутен таму кога во истиот период овдека само во Сиднеј собравме некаде од 250 до 300.000 долари. Сега не ги знам точните бројки, треба да проверам во архива. Ама сепак станува збор за стотици илјади, за значајни суми. Од кои што
дел ги расподеливме на семејствата на ранети и загинати војници директно. Не сакавме да ги даваме на државна институција тие да расподелуваат, затоа што немавме доверба. Народот овде што донираше пари не сакаше така да ги даваме парите. Кога баравме имиња на семејства од полицијата, не сака да ни ги дадат. Добро, ајде направи. Само ти кажам, тие да ги земеле парите од министерството па да ги расподелуваат. Тоа не, значи не сака да не ги дадат имињата, но оние пари што ги собравме, ги расподеливме онакво каде што знаевме дека директно ќе отидат за семејствата. Сега некои семејства денес викаат ние не добивме ништо. Веројатно не добиле ништо затоа што никој не ни ги дал нивните имиња од Министерство за одбрана или Министерство за внатрешни работи. Дел од тие средства ги употребивме за кампања против рамковниот договор, додека се спремаше рамковниот договор, затоа што тоа е едно велепредавство, можеби уште поопасно и од Преспанскиот договор и од времената спогодба. Ние бевме единствени кои што спонзорираа јавна кампања во Македонија против тој договор. Може да каже и Тодор Петров, може да каже и Страшо Ангеловски, затоа што тие беа единствените активисти во Македонија во тој период кои што отворено водеа кампања против тој договор. Тие беа соработуваа со нас за да најдеме рекламен простор, затоа што не можеше да се велат дека Тодор Петров нас не крадел, не баре ние сме будалетинки. Па тоа може само да го зборат злобни луѓе или луѓе кои што шират чаршитски муабети. Нека одат, нека видат Тодор Петров колку богато живее, па ќе знаат кој до сега крадел, а кој до сега бил наивен и се жртвувал за да биде изигран на крај. Но со Тодор Петров имам од тогаш до сега имаме многу разлики во политиките. Пред се, мојот проблем со Тодор Петров е што е премногу толерантен кон предавствата на ВМРО ДПМН. Инаку не можам да кажам дека не можам никако да се сомневам во неговиот патриотизам или во неговата честност. Но во тој период немаше други. Никој од Македонија не водеше никаква кампања против тој договор. Никој од Македонија не се осмелуваше отворено да ги критикува политиките на САД и на НАТО во поддршка на терористите. Сега се сведува се правеше уште нешто. Во тој период исто така се правеше блокада на границата со Косово. Таа блокада ја организираше Тодор Петров, да. Но не сам, не беше сам, туку во организација со раселени македонци кои што беа протерани или избегани од своите домови заради терористичките акции на балистите. Тие луѓе ја блокираа границата со барање НАТО да ги принуди албанците да ги ослободат киднапираните македонци. Луѓе кои што беа киднапирани, невини луѓе. Добро, вака, имаме уште 5 минути. Таа блокада исто така беше финансирана од нас овде код Сиднеј. Веројатно имало и нешто од Мелбурн, знаеш дека главниот приход беше од Сиднеј. И од Мелбурн собравме и од овде. Пративме, да. Како и да е, сепак станува збор за диаспората, така? Да. Каде беа овие луѓе денеска што кажуваат за диаспората тогаш? Сакам еден од нив да ми каже што работел тогаш. Било што, дали излегол барем на телевизија или на радио да каже нешто на таа тема. Јас во Австралија излегував пред австралиски медиуми, немаше никој од Македонија од државата пред австралиски медиуми или пред светски медиуми да објасни што се случува во Македонија, што навистина бараат албанските терористи и каква е улогата на САД и на НАТО во тие барања. Истото го правевме ние и за време на Косовската војна. Да. Затоа што знаевме дека исто ако успеат таму, ќе успеат и во Македонија. Тогаш никој од Македонија не излезе да каже што навистина бараат албанците во Косово или сепаратистите во Косово и каква е улогата на САД и НАТО. Во тој период, напротив, овие полтрони на калето во Македонија од СДС и од ВМРО ја поддржуваа американската политика, кога требаше да бидат наполно свесни дека со тоа и задаваат удар на Македонија, затоа што ги зајакнуваат албанските терористи за утре дента да може да го почнат истото во Македонија. Сега бараат пари како да се направи преврат на овој предавнички фашистички систем во Република Македонија. Тука кој бара? Кој ќе го прави тој преврат? Овие што се соучесници во тој систем?
Па не знам, јас што ги слушав, да не сакам да ги правам популарни, што ги слушав, викаат дека ние еве Хрватите направија независна држава, Ирска си направи држава, Косово направи држава, Бугарија, па други, демек ние можеме само едно симиче да однесеме таму, ништо друго, едно геврече. А пак не сме способни за таков еден преврат, државен преврат. Тука се сумирај го тоа во кратки црти. Прво едно треба да биде јасно. Сумирај го во кратки црти. Прво едно треба да биде јасно дека и хрватите и ирците, оние кои што некогаш се бореле за вистински хрватски и ирски права, пред се требало со предавниците во своите редови да се пресметаат. Второ, треба да биде јасно дека Ирска не е тоа што требаше да биде. Вистинската кауза на ирците за ослободување не е спроведена до крај и кај нив се појавија конформисти кои што дозволија да остане поделена Ирска. И хрватите, јас сум соработувал со хрватите кои што беа активни за време на распадот на Југославија во ХДЗ и генерално патриоти кои што беа активни во таа кауза. Разговарај со нив денес, поголемиот дел од нив се крајно разочарани дека се изиграни од хрватски предавници во Хрватска, наследници на поранешниот југословенски систем, кои што ги искористиле за после тоа да ги жигосуваат како екстремисти, како војни злосторници, па дури и да учествуваат во нивниот прогон. Од страна на, да речеме, во глобалистички сили кои што сакаат да покажат некаков баланс таму во Југославија. Србите исто така, голем дел од нив се вратија разочарани. Доброволци кои што учествувале таму. Јас сакам да ми покажат овие луѓе што го зборуваат ова. Игор, моето сознание е дека нивните влади, нивните движења ја побараа диаспората. Од Македонија днес никогаш не произлезе никакво барање за помош, за никаква помош. Имаше од Македонија барање за помош и ние излеговме кога ВМРО ДПМН го бараше тоа од нас. Затоа што нели активисти од диаспората учествуваа во формирањето на ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН имаше поддршка во првите години. 4-5 години од своето основање. За поново време. Имаше и државата на чело со Киро Глигоров поддршка, додека не ја прифатија времената спогодба. Инаку таа поддршка почна да се намалува уште со приемот во Обединетите нации како ФИРОМ. Па најголемите демонстрации што се одржани во Австралија, колку што знам јас, што ги правевме на почетокот на 92 година, беа по барање на државата. Иако во тоа барање учествуваше и ВМРО ДПМН. Нели имаше експертска влада, па после друга влада, ама ВМРО ДПМН ги поддржа тие протести, да правиме протести во поддршка на признавањето на Република Македонија, приемот во Обединетите нации под уставното име. Ние ги правевме тие протести за на крај што тие луѓе кои што бараа од нас да вложуваме труд во таквите активности, да извршат предавство без било какво објаснување, без било каква консултација со нас и тоа со лаги. Значи, го лажеа народот за вистинската содржина на тие договори. Се сеќаваш кога велеа дека 3 месеци ќе било привременото име во Обединетите нации? Каква смешка, ако се 3 месеци во прашање, што не почекаа па после да бараат прием. Се знаеше дека тоа е само чекор по чекор по чекор по чекор, ќе изнудуваат отстапки додека не дојде до наша тотална капитулација. Нешто за што веројатно беа советувани од нашите политичари. Игор, сакам едно рекле полесно ќе помине по полека. Сакам едно конкретно прашање и да завршиме. Сакам едно конкретно прашање да ми одговориш, што властите во Република Македонија направија за да ги спречат сите овие предавства. Ајде да ги наброиме. Од 1993 година со името, нели? Потоа беше промена на уставот 1995 година, потоа беше едностраното излегување на избори
120 пратеници на СДСМ, потоа беше војната 2001 година, потоа беше локалната самоуправа или поделбата на Македонија, територијалната поделба на Македонија. 2008 година беше коалицирање со УЧК и ВМРО ДПМН. 2011 година беа законите за двојазичност на цела територија на Македонија. Потоа знамето албанско беше и опростување на сите терористички греови на Али Ахмети и на останатите терористи. Па продолжуваме понатаму, не сакам да заборавам, 2017 година беше потпишан добрососедскиот договор и 2018 година беше потпишан Преспанскиот договор и еве сега имаме отворање на уставот, уште едно отворање на уставот на Република Македонија, да се внесат 2000-3000 бугари во уставот на Македонија. Види, така наречената елита во Македонија од почетокот, од распадот на Југославија до сега била предавничка, квислинчка, оние кои што во времето на Југославија се учествувале во така белградскиот колонијализам кон Македонија, задушување на македонскиот патриотизам во Македонија и низ светот, истите тие останаа на власт потоа, само што така наеднаш преку ноќ се преобразија во наводни патриоти. ВМРО ДПМН кога излезе на почетокот имаше луѓе кои што не беа до тогаш дел од елитата, од етаблишментот, за жал повеќето беа без високо образование, но барем имаше повеќе чисти луѓе тогаш. Кога успеа да го узурпираат ВМРО ДПМН преку службите и да стават така наречени интелектуалци во ВМРО ДПМН кои што пред тоа беа во СДС или во партијата на Стојан Андов, па со Тупурковски, па со Гошев, сета иста стара елита. Тито Петковски. Кога успеа да узурпираат ВМРО ДПМН, тогаш полека предавствата станаа по-лесни. Значи на почетокот имаше малку повеќе колебање кај властите во предавствата, затоа што знаеа дека ќе има отпор од ВМРО ДПМН, која што беше најголема македонска партија во тој период. Излегуваше, правеше и протести, излегуваше и со јасни и цврсти ставови. Откако успеа да узурпираат ВМРО ДПМН, откако Љупчо Георгиевски реши дека ќе прави со ДПА коалиција, исто така балистичка партија, кога реши дека треба да биде полтрон на Калето, тогаш целата партија, со исклучок на оние што беа протерани со Змековски, застана за тие предавнички политики и сиот патриотизам од тогаш наомо е само лажен квази патриотизам. Од една страна глумат антички македонци патриоти, од друга страна се срамат да кажат дека војнот на коњ Александар Македонски. Тврдат дека нудат закон за заштита на правата на бранителите или за компензирање на бранителите од 2001, дозволуваат нивни коалиционен партнер, тогаш овој што е Џафери, што е председател на собрание, излегува и му ја саботира седницата со читање на поезија. Сето тоа беше театар, се знаеше дека они го нудат законот да изгледаат како патриоти со намера никогаш да не помине тој закон. Иначе ако сакаа навистина да помине, тогаш ќе го фатеа Џафери со обезбедување, ќе го изфрлија надвор, како што Шекеринска и СДС ги изврлува нели кога се обидуваа да го блокираат буџетот, така? Да. Значи, не сакам да кажам дека Груевски и Заев се исти, затоа што не се. Груевски сакаше двете страни да ги игра, Заев е тотален јаничар. Но небулоза е да се каже дека во време на Груевски ние сме имале чист патриотски режим или чиста патриотска влада. Во време на Груевски Дуи се зајакна како никогаш до тогаш. Држава во држава стана како никогаш до тогаш. И да не заборавиме дека Груевски влезе во ВМРО ДПМН како протеже на Љупчо Георгиевски, кога Љупчо Георгиевски ги правеше најголемите предавства. Каде беше тогаш Груевски да гукне нешто против предавничките политики на Љупчо Георгиевски. Значи, ние немаме македонска влада, немаме македонски режим. Тие се таму официјален режим во територија која што знаеме како Република Македонија, но тоа се слуги на странски интереси, кои што преку исполнување на странски интереси си служат на себе си, ама на сметка на македонскиот народ. И ако зборуваме ние за помагање на Македонија или на македонската кауза
од страна на диаспората, ние тоа можеме да го правиме само преку помагање на поединци или на активисти, на организации кои што ќе работат на рушење на целиот тој режим, целиот тој систем кој што го водат сегашните таблирани политички партии во Република Македонија. И нормално преку помагање на македонците во Пиринскиот егејскиот дел на Македонија, во Мала Преспа. Само на таков начин може да се помага од диаспората. Но едно ќе кажам, како човек кој што 30 години постојано се труди да регрутира нови активисти во македонската национална кауза во диаспората, не само во Австралија, пошироко низ светот, кој што често успеал да регрутира, за жал со тек на време си отишле, се откажале, можам да кажам дека со секое ново предавство или со секој нов чекор на предавство во Македонија, станува многу потешко да се регрутираат нови македонски активисти. Затоа што логично си велат, па што има ние тука сега да се бориме, да губиме време за нив таму, за нивно добро, ако тие се што ние правиме или го уништуваат, или го отфрлаат, или ќе го искористат, па ќе извршат предавство после тоа, за да излезе дека се да посочам, дури и ти беше мета на разузнавачките служби, и јас бев на 2-3 пати, дури и рацете ми ги извиткаа пред собранието, па ме легнаа таму на земја. Па и Нестор Огинар беше исто така, ако се сеќаваш. Да, само што овие луѓе што плукаат сега по диаспората воопшто не сакаат да разговараат на таа тема. Ајде нека ми излезе некој од нив да каже, да објасни, кој ќе ги отвориме досијата, зошто тајните служби или службата за државна безбедност работела на мене кога во подкрепа на владиката Петар, кога владиката Петар се обидуваше да ги преземе целосно имотите на црковните општини во Австралија. Тоа беше кампања со цел да се одземе локалната самоуправна моќ што има македонската заедница овде, за да не може да им се спротивстави на било кој предавнички политики. Нормално да не може да се спротивстави на ова предавство што го направија со МПЦ, кога фактички се откажаа од автокефалноста прогласена во 67 година, се откажаа фактички од легитимитетот на сето постоење на автокефалната МПЦ од тогаш до сега, за да влезат под српска капа и да излезе дека србите сега, српската црква прави нова црква на Северна Македонија и да се приклучат на нејза. Сето тоа го правеле во соработка со тајните служби. Јас имав и во времето кога сепак имаше некакви опозицијски медиуми во Македонија, Слободните, Дело, например, кога беше се уште активно, мислам 96-97 таму некаде, 6 недели во Македонија бев редовно следен од луѓе на службите, за на крај да ме приведат на нелегитимен информативен разговор, кај што пола ден ме прашува за моите активности против власта таму, пола ден за активностите против Петар. Што е тоа нивна работа ако не се соработници? Во досие, во некои од декласифицираните досија, мое досие декласифицирано нема, но моето име го има во други декласифицирани досија како ороводец од 94-та наваму. Значи, ако не го декласифицирале моето досие, веројатно уште е отворено, уште работат на мене. Зошто не излезе некој да разговара на таа тема од овие луѓе, да каже, чекај, што се случува овде? Зошто диаспората треба да биде третирана како непријател од државните служби на Република Македонија? Зоран Заев прво отиде во Берн во Швајцарија наместо да дојде во Мелбурн во Австралија или во Сиднеј. Пази, тогаш кога се случуваше тоа 96-97 со следењето, објавив интервју во Дело. Ниеден друг медиум не сакаше да работи на темата. Љупчо Георгиевски лично го посети во кабинет, да му кажам, и каже дека ги знае луѓето. Затоа што кога ме бараа на дополнителна средба, јас ги викнав на отворен простор и му реков на Љупчо да испредување. Ги видоа, рекоа дека ги знаат луѓето. И ништо не презедоа. Еве и сега колку кога дојде после Љупчо на власт, со Љубе Бошковски, не Љубе беше таму нешто во таа разузнавачката служба, не знам како ја вика, во СДБ преку Доста Димовска. Кога дојде на власт, одам пак на посета во Македонија, запознав еден човек од службите кој што беше патриот, нов член на службите, и ми кажа дека ги знае луѓето што ме следеле и што ме привеле на информативен разговор, и дури има дел од информациите што ги собирале за мене.
му се јавам на љубе да му кажам, му речем чекај, сега сте на власт, што ќе преземете за овие луѓе кои што нелегално прогонувале македонци заради патриотизам или заради соработка со ВМРО ДПМН? Ми вика, знам брат, се знам, само не можам ништо да правам. Знаете зошто? Затоа што кога дојде Љупчо, истите удбашки фаци ги собра да му служат него или пак он нив. Не знам како повеќе балансот, дали он нив им служел или тие него. Да, И од тогаш натаму нема прочистување на тоа. Кај беше Груевски да прочисти со тие соработки на ВМРО ДПМН со службите против македонските национални интереси? Плачат сега, да, плачат, но еве, ајде потврдиме или кажи ми колку македонски активисти се земаат учество или биле поканети на македонските мас-медиуми? Нормално дека нема да бидеме ако му пречиме на системот. Знаете што? Претходно спомна, некој таму збори хрватите биле јаки, албанците биле јаки. Ја не знам за каква јачина зборуваат. Прво да бидеме најасно. И хрватската кауза за самостојност и албанската беа подкрепени од службите на Америка. Добро, од ЦИА, од Америка беа подкрепувани, дури и во времето на Југославија нивните организации во диаспората беа подкрепувани од Америка. А ние знаеме дека Америка немала проблем ни со бивши нацисти да соработува после Втората светска војна, така? Бивши нацисти држала во своји раце, ги штитела од прогон за да ја служат контра Советскиот сојуз. Значи, албанците и хрватите немаше да направат ништо ако зад нив не стоеше Америка. Но, дали знаете, може ли некој да ми каже за некој албански активист или хрватски активист кој што бил толку моќен да може отворено да изрази несогласување со американските политики и да продолжи да биде влијателен? Тие велат влијателен ако е лобист, ако има некоја титула или како нашиот метод таму што се слика со сенатори, со не знам кој, тоа за нив е влијателен. Не е тоа влијателен, тоа е само колаборатор. Тоа е само квислинички менталитет. Добро, тоа се луѓе кои што се слуги на странски интереси, а за возврат за нивната служба на странските интереси добиваат лажни уважувања, добиваат исполнување на бизнис интереси, добиваат титули, добиваат работни места. Од оние албанци или хрвати кои што навистина некогаш воделе независна, самостојна политика во полза на своите национални каузи, еден нека ми покажат кој што успеал нешто да смени, да речеме, во однос на колабораторските политики, колаборација со американските политики, да речеме, во Хрватска или во Косово или во Македонија. Еден нека ми каже. Да, многу тешко е, тука треба да завршиме. Па и со ирците е исто. Колку има од ирците, ето од ИРА, да речеме, од организацијата ИРА, кои што успеале да добијат уважување како политичари, како јавни личности, ако во своите политики не ги прифаќале барањата или на Обединетото кралство или на Америка, затоа што барем околу ирската кауза има различни политики меѓу Америка и Обединетото кралство. Ете, нека ми кажете еден. Значи, не е моќ да бидеш само полтрон и конформист на големата сила на денот. Затоа што таквите конформисти од времето на ВМРО, од времето на почетокот на 20-тиот век или дури од Втората светска војна, денес ние ги сметаме за предавници, така? Тие кои што служеле на политиките на големите сили наспроти македонските национални интереси. Така ќе бидат по 50 или 100 години гледани и денешните, така наречени етаблирани или моќни или не знам како, дали се македонци или албанци или хрвати. Добро, Игор, благодарам многу за ова исцрпно и долго интервју. Ние ќе секако дека ќе продолжиме и понатаму во некоја друга прилика за поновите настани во Република Македонија и што може да се направи со диаспората. Благодарам и до слушање. Благодарам.